Да нема заблуда, нема делба. 40% на сите осуденици. Така сме прифатени, така идеме до крај. Ако еднаш потврдуват, втор пат ако лажат, нема гласови за ниедна политичка партија. И ако сум од СДСМ, ќе ја скинам мојата книжка и одеме до крај. Јас не сакам да ми кажувате дека играм политичка игра. Ниту отидов посебно да зборувам со некој, ниту играм политичка игра. Јас сум личност која се бори за човековите права. Нека бидам пример да се придружиме во иднина, да помагаме и за социјалците и за самохраните мајки, место да се градат споменици, да се градат станови кои што ќе бидат гратис доделени. Треба нас Загреб да ни е пример. Осуденици до 3 години са пуштени на слобода во домашен притвор. Сите останати, кои што излежеле од казната 2/3 се ослободени. Не потенцираат за кои кривични дела. Имаме убици, да, но по кој основ? Да се даде отчет каде одат парите, каква е исхраната. Народниот правобранител му благодарам што вчера веднаш ги посетил затворите и го потврди онаа што ние говоревме. Единствениот човек кој што не е преварант, немојте така. Тој е единствениот, немојте. Ве молам сега, ве молам. Значи човекот го охрабруваме и го повикуваме да ни се придружи во борбата. Немојте така, никој до сега не се погодил човек како него. Тој се бори, меѓутоа тоа не се кажува во јавноста. Преседателот ни е единствен пример кој што мораме да се бориме за ова. Ослободува убиец на човек со 20 убода со нож кон бугарски државјанин. Преседателот го ослободува. Па ние не можеме да направиме 40%, не велиме 100%, ако тој не е татко на државата. Тоа е изгласан од нас, ке има овој пат да слушат. Ке бойкотирате избори, остави за пратеници кои што си ги полнат чеповите. А вие ке мислите што донесете на вашите деца. Нема да излавате на избори додека не го прифатат закон. И во иднина, овие исти луѓе кои што се повторуват не заслужуваат. Оваа држава заслужува вие да си бирате, вие да си ја снимате, да предлагате ваши пратенички листи.